Така е. Јас би сакала да се надоврземе на ова кажување на Свети апостол Павле, бидејќи сметам дека ти можеш тоа многу убаво и на еден поетски начин твој да го кажеш колку е важно тоа. Колку е важно благодатта која што доаѓа од срцето без да ни е материјалното толку важно и толку да не бидеме запленети во материјалното, во овој материјализиран свет и покрај тоа што ние живееме во оваа сурова реалност секако. Така е, значи ние сме створени од физичко тело и душа. Сите тоа го знаеме, дека имаме душа. Не ја гледаме, но знаеме, ја чувствуваме. Дури и научникот со ова се согласува. Душата копне полна точно по тоа, благодет. А материјалното, значи нашиот физикус, копне по леп, по храна. Меѓутоа, душата е таа што се храни со убавите и добри дела. Ние сите, кога ќе заминеме од овој свет, си заминуваме празни. Меѓутоа празни, мислам празни на куќа, на имот, на коли. Меѓутоа на автомобили. Меѓутоа празни од таа страна. Меѓутоа добрите дела што ги оставаме, ние со тоа си заминуваме или со лошите дела. Зошто да правиме лоши дела? Зошто да не поттикнува злобата, кога може да не поттикнува убавината? Зарем ова не е мелем за душа за гледачите, оваа твоја емисија или наградите што некогаш ги добиваме или да напишеме нешто за да добиеме награда? Зарем оваа твоја емисија не е награда која им ги плени, им ја топли душата и срцата на гледачите? Да, награда е. Не е важно јас да дадам награда, тој да ми даде, да ми возврати награда. Нема убавина во тоа. Сето тоа што се прави за награди или за титули, тоа е минливо. Секој човек е награда сам по себе, ако го најде Бог во себе. Наградата е таа што ја добиваме од озгора. Некаде, можеби некој не приметува ние што правиме, меѓутоа некаде горе запишано е што ние правиме. Баш така, Вики. И тоа што го кажува апостол Павле, кога има видение, затоа што и апостол Павле се викал Савле, а ги бркал христијаните, меѓутоа насон му доаѓа Бог. И кога почнува да ги брани христијаните, кога почнува да проповеда, кога е тој што ни ја носи верата на овие наши простори, што првата христијанка на овие простори е Лидија Македонката, што е покрстена, а тоа ја покрстил, значи покрстена од апостол Павле. Значи кога он почнува да ги брани и да проповеда, христијаните на почетокот се плашеле од него, затоа што мислеле дека нешто мами, дека нарочно им се доближува. Меѓутоа увиделе дека навистина Павле од кога ослепува и подоцна кога Бог прави Господ за да повторно прогледа и кога навистина тој е тој што ни ја пренесува таа вера, значи веќе им станува јасно. Оди од град во град и не случајно е дојден во оваа земја, Македонија. Не случајно му е појавен насон. Затоа што тогаш Македонија била голема империја. Кога Македонија би го примила христијанството, тогаш би било многу полесно за тие помали државички за тоа да го направат. И навистина инспирирана
од тоа. Јас знам дека тоа е твојата инспирација и затоа ти дадов можност да зборуваш и за Библијата и Свети апостол Павле како дојде во Македонија и затоа со задоволство сакам, еве уште малку, но сакам да имаш во предвид да најдеш некоја песна која што ќе кореспондира со ова што го зборуваме, за да можеме да слушнеме баш нешто божествено. Или за македонскиот јазик, ете да се надоврзам со апостол Павле, за македонскиот јазик, ете, нели, околу 850-та година, кога доаѓаат Кирил и Методи во Моравската мисија, кога Константин филозоф, е нарекуван многу подоцна, кога ја обликува таа бела риза, кога е прогласен во Рим за светец, он тогаш го нарекуваат Кирил. Значи, он ги преведува сите книги, па доаѓа на овие простори. Доаѓа. Он бил тука, затоа што они се од Солун. Нивниот татко Лав, Кирил бил првото дете, Методи бил седмото. Значи, првиот збор, првата реченица што ја пишува Константин филозоф е на почетокот беше зборот и зборот беше во Бог и Бог беше збор. Со таа реченица ги преведува книгите. Со тие книги доаѓа на нашите простори во Моравската мисија, така наречена Моравската мисија. Значи, парафразирано на тоа, ќе значи дека Бог го создал со зборот човештвото, светот, за подоцна, повторно да стане збор. Значи, зборот е тој што го движи воздухот, разумот, допира до сетилата на нашата душа. Зборот е тој кој е релација помеѓу материјалното и духовното. Значи, зборот, словото, думата е големо нешто. Македонскиот збор. Мајчиниот збор. Зошто е мајчин јазик? Па затоа што по мајката, по жената, мајката е една. А мајката не се купува, не се продава. Македонскиот јазик е еден. Значи, никој нема право на еден човек, на еден народ да му каже како да се нарекува. Може тоа да не го прифатат, меѓутоа со уцени или да ни наредуваат да не бидеме тоа што сме. Тоа никој не може. Мене никој не може да ми нареди. Јас да не пишувам на македонски јазик. Јас да не кажувам дека сум македонка. Јас сум македонка и мојот мајчин јазик може да биде само тој и ништо друго и ништо повеќе. Мојата земја може да биде само Македонија. И затоа само на македонски ова убава македонка да ни прочита една убава песна. Повели душа моја. Благодарам. Навистина ми ја разубави емисијата. Многу се радувам што си ми гостинка. Ти благодарам, Јулија. Еве, ова да биде најава, макар што мојата трета книга излезе многу наскоро, нема ни полни 2 месеци, меѓутоа веќе 20 творби се наоѓаат во четвртата книга, меѓу нив е и оваа творба. Мајчин јазик. Копаничари, блажени ликови длабат, со прсти позлатени, божествено прикажуваат, на хартија поетот, творби создава, букви се редат, како цветови навезени. Секој збор сончевина, како стапки вдахновени, со светлина оросени, силно душа ни греат. Мојот мајчин јазик, богоразумна тајна крие, глаголи изворни, животворни зборови, народни слова славни, во Библија посеани, како пченица изртени, и името од веки веков
со триш сјајни зраци славено. Ова се архаични зборови кои се наоѓаат во древните приказни, во житијата од Климент, од Кирил, од Црноризец Храбар. Инспирирана од тоа, имам употребено такви зборови во моите творби. Ти благодарам, навистина звучеше прекрасно.